Секогаш е задоволство да се разгледува извештајот од Народниот правобранител, бидејќи е еден од извештаите кој што секогаш има пофалби од наша страна, е сеопфатен, опширен, лесно може секој да се снајде во него. И еве сега имаме, оваа година е поразличен извештајот за разлика од претходната година, односно има некој нов облик, и за сето тоа навистина е потребно многу труд и затоа на почетокот би сакала да кажам дека тоа што го правите воопшто е навистина добро. И за прв пат толку рано во рамките на оваа комисија го разгледуваме овој извештај, што значи дека нашите забелешки од минатата година вродиле со плод. Тоа значи дека се надеваме или имаме право да се надеваме дека од страна на собранието или на првата наредна пленарна седница ќе биде усвоен извештајот и предлозите, заклучоците, односно препораките ќе бидат веднаш доставени до владата, така што да речеме во наредната година би можеле истовремено да го разгледаме извештајот на Народниот правобранител, меѓутоа и некаков извештај од страна на владата за тоа кои се мерките кои што истата ги спровела во врска односно по основ дадените препораки од страна на собранието. Сметам дека така би бил вистинскиот облик на вистинскиот надзор на работата на собранието. Практично даваме препораки за тековната година, а го разгледуваме и извештајот на владата кој што би бил изработен по основ на препораките на Народниот правобранител. Во рамките на расправата за овој извештај за претходната извештајна година имав одредени забелешки и истите би сакала уште сега да ги предочам на оваа комисија. Иако за жал нема голема заинтересираност од страна на претениците од владачкото мнозинство да дебатираат во врска со правата на граѓаните и во врска со овој извештај, исклучиво имаме една претеничка која што секогаш е активна, меѓутоа не и се. Сметам дека буквално секоја една препорака која што се состои во извештајот на Народниот правобранител мора задолжително да стои во извештајот со препораките кои што ќе произлезе од оваа комисија. Сметам дека било какво селектирање на препораките дадени од страна на Народниот правобранител не е дозволено. Ниту пак групирање, ниту пак преиначување на истите. Затоа што, еве јас не бев присутна на последната комисија, односно кога сме го разгледувале претходниот извештај, и она што го видов е дека во извештајот на Комисијата за политички систем, кој што пристигна на пленарна седница, не се состоја буквално сите препораки кои што се беа содржани претходно во извештајот на Народниот правобранител. Сега, тоа го забележав, го укажав, меѓутоа беше веќе доцна за да се реагира. Затоа што буквално секоја една препорака во било која област има свое значење. Сето тоа е резултат на многу работа, на многу представки од страна на граѓаните, на многу барања, на многу прекршени права, и ние немаме право како пратеници да селектираме и да одлучуваме кои од препораките ќе отидат во извештајот, односно ќе отидат до влада. Исто така, сметам дека можеби ние имаме право во оваа дебата да придонесеме уште некоја препорака да биде додадена на тој извештај, кој што, еве, ние сметаме дека е добар, меѓутоа, во наши видувања, недостасува некоја таква препорака.
Ке повторам, жалам што претениците од владеачкото мнозинство не се тука и не можеме да развиеме дебата во врска со сите овие заклучоци. Затоа што буквално и препораки буквално секоја од нив се битни. Овој нов извештај гледам дека за разлика од претходниот има поинаква содржина, меѓутоа морам да кажам дека можеби претходното беше за нијанса подобра, затоа што таму имаше констатација, ако добро се сеќавам, имаше препорака. И едноставно од кратките истите беа дадени со болдирани, односно со посебни пасоси уоквирени и полесно влегуваа во око кога некој го разгледува извештајот. За сега само да се болдирани и да бидат во сплет на текстот, што не е некаква разлика, меѓутоа мене ми недостасуваат состојбите кои што ги имавте како констатации. Значи во констатациите. Она што конкретно сте го констатирале и врз база на што вие сте ги изготвиле препораките. Моја констатација од разгледувањето на целиот извештај, затоа што во тој дел мислам дека претходниот облик на извештајот беше за нијанса подобар. И сега би сакала накратко да го кажам тоа што имам, а без да се повтарам со колегите кои што зборуваа и пред мене. За заштитата на правата на граѓаните треба да се грижи народниот правобранител. За него се вели дека е адвокат на народот. Многу е тешко во денешно време да се биде адвокат на народот, особено кога имаме влада која што не е со народот. И затоа знам колку ужасно веројатно е комплицирана и тешка оваа функција, која што народниот правобранител мора да ја извршува со секогаш намалени финансиски средства, со недоволно кадар, а бројот на претставките, бројот на поплаките, бројот на прекршените човекови права во Република Македонија константно од година до година, од кога е оваа власт на власт, се зголемува. И навистина би рекла дека во Република Македонија, кога имате еден народ кој што за жал е обесправен, кој што е обезличен, кој што е понижен, деградиран, осиромаштен, дискриминиран, не ме чуди и зголемувањето на бројот на претставките за 20%, а тоа е констатација на народниот правобранител. Значи, бројот на поднесените претставки во оваа извештајна година е за 20% поголем за разлика од претходната година. И овие бројки вика не се само статистички податок, тие упатуваат на фактот дека се поголем број на граѓани со поголеми потешкоти ги остваруваат своите права, и тоа не само како последица на погоре наведеното, односно ова го читам од извештајот и од воведниот дел од страна на народниот правобранител, туку и заради недоволната функционалност и ефикасност на одредени институции. Токму од оваа реченица, всушност, се гледа во каква состојба се наоѓа Република Македонија. Со години од нашето осамостојување ние се бориме за функционални институции. Оваа власт секој ден зборува за тоа како имаме напредок во секоја сфера, па се фалат со некакви извештаи, преправуваат, извртуваат. А народот се повеќе е гладен, се повеќе е обесправен, осиромаштен, дискриминиран, деградиран, обезличен
И сето тоа е нормално да се рефлектира во представки до народниот правобранител, бидејќи едноставно граѓаните кога се обраќаат до институциите имаат затворени врати и се надеваат дека ќе имаат одредена помош од страна на народниот правобранител. Но она што уште повеќе загрижува е она што се провлекува неколку извештаи наназад, односно извештаите кои што јас ги разгледувам, е тоа што не само граѓаните наидуваат на затворени врати, дури и народниот правобранител наидува на затворени врати во институциите. Ова е клучното за кое што ние треба да разговараме. Токму затоа е и мојот предлог да ние ги разгледуваме и извештаите од владата, што е тоа што е направено во насок на препораките на народниот правобранител година за година. Затоа што во исто време би можеле да видиме каде се повтараат препораките. Сега, во оваа извештајна година, ќе имаме извештај. Ќе имаме извештај со препораки, кои што ќе ги доставиме до влада. Дајте да видиме каде, во кои области, кај кои институции се повтараат повеќе од 2 до 3 пати препораките од страна на народниот правобранител. Затоа што, читајќи го извештајот, гледам дека во одредени институции или на одредени места почнуваат да соработуваат. Има некакво подобрување. Меѓутоа, има институции во кои што се бетер од претходното. И затоа е многу битен овој извештај. Затоа што гледаме на каде на народот му се затворени вратите и каде, кога станува збор за човековите права и слободи, и на народниот правобранител му се затворени вратите. Ова што мене ме загрижува во овој извештај е и уште една реченица и констатација, и затоа апелирам до собранието и ние да не бидеме едната од тие институции кои што ги затвараат вратите на народниот правобранител, бидејќи во овој извештај убаво пишува. И сега јас ќе цитирам. Во оваа пригода, за прв пат ќе изнесам дека посебно загрижува односот на властите кон институцијата Народен правобранител во секој сегмент и покрај низината значајна улога во општеството, заштитник на правата на граѓаните и контролен механизам на работата во администрацијата, суштествено значени за развој на стабилното демократско општество. Имено, минатата година за прв пат од донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител, пратениците не утврдија мерки по општите препораки дадени од вогодишниот извештај за степенот на обезбедување и почитување и унапредување на заштитата на човековите слободи и права, со што фактички институциите, но и јавноста немаа можност да увидат каде и какви слабости во регулативата и во системот утврдил народниот правобранител. Нашата задача е експресно, итно, во буквална смисла, онака како што препорачува народниот правобранител, во најкраток можен рок да го разгледаме овој извештај и да не бидеме посочени во наредниот извештај. Затоа што јас ќе дополнам дека една од препораките кои што не ја напишал народниот правобранител во овој извештај е дека собранието треба да му препорача и на собранието на првата наредна седница да го стави на разгледување овој битен извештај за граѓаните во Република Македонија. Една од препораките кои што требало да стои е и ова. Затоа што имате јасна констатација дека ние како собрание со години назад подвалуваме во оваа наша улога. Надзор над работата, проследување во исто време на препораките до владата и следење на нивната реализација. Исто така, она кој што мора да се нагласи, а за жал многу малку
од претходните дискутанти го забележаа е следното, а тоа е дека преку 18 посебни извештаи има изработено народниот правобранител, само да го најдам каде е тој дел. Преку 18 посебни извештаи доставени до влада за да се разгледат, меѓутоа никогаш за истите не бил повикан. Еве сега ќе прочитам. Значи, исто така, треба да се истакне фактот дека минатата година, поради попречување на работата во разни области, доставени се 18 посебни извештаи. Истите се доставени од страна на народниот правобранител до владата, која за жал, го цитирам народниот правобранител, ниту еднаш не ги испочитува законските одредби на седницата на која се разгледуваат овие извештаи да го повика народниот правобранител. Ние имаме проформа влада. Се прават проформа. Тие закажале некоја седница на која што не го ни исчитале. Јас верувам дека нема ниту еден член или министер во оваа влада кој што го чита овој извештај. Едноставно не верувам, заради тоа што ако биле заинтересирани, ќе го повикале народниот правобранител и секој во својата област ќе ги презел препораките на народниот правобранител. И нема да имаме препораки кои што со години се повторуваат. Во исто време, тоа значи непочитување на законот. Зошто ние цело време зборуваме дека Македонија се наоѓа во беззаконие? Затоа што и владата не го почитува законот. А ние сакаме другите да го почитуваат законот. Па владата не го почитува законот затоа што вика не ги испочитува законските одредби на седницата на која што се разгледуваат овие извештаи да го повика народниот правобранител. Ова е скандал. И во една од препораките на нашиот извештај, еве јас предлагам да биде ставено дека на секоја седница на која што ќе биде разгледуван било каков извештај од страна на народниот правобранител, доставен од страна на народниот правобранител, во владата мора да биде повикан народниот правобранител. И мора министрите да слушнат што е она со кое што се соочува народниот правобранител како адвокат на народот и каде се пропустите во системот. Затоа што ние ако не направиме ваков систем на работа, ние секогаш ќе имаме обесправени, понижени, деградирани, дискриминирани и ниту една институција нема да превземе ништо затоа што никој не сака да работи во оваа влада. Ваквата несоработка на институциите, за кој што јас сега зборувам, е исто уште еднаш потврдена и со намалувањето на средствата кои што со години наназад се случува во буџетот на народниот правобранител и она кое што го кажува истиот во извештајот дека за жал недозволено е една институција како за извршување на со закон дадени надлежности постојано да бара странски донации. Ние станавме држава на донации. Секој ден гледаме на телефоните, ни стига порака со барање хуманост, наша хуманост за донирање за лечење на мали деца, за лечење на граѓани. Но треба да отвориме и телефонски број за донации на неомилените институции. Институции кои што наоѓаат забелешки на системот кој што не функционира. 3 институции се такви, кои што се целосно обесправени и во исто време секоја година добиваат помалку пари од буџетот. Тоа се институцијата на народниот правобранител,
институцијата на Државната комисија за спречување и борба со корупцијата и институцијата на Државниот завод за ревизија, кој што ниту еден извештај овде не се разгледува, за жал. За овие институции предлагам да се отвори телефонски број, исто така за донации, затоа што очигледно владата не сака да функционираат и очигледно е дека владата нема интерес некој да ги најде забелешките на нејзиното работење и во исто време да каже дека да, во оваа држава се уште имаме деградирани, понижени, ограбени, осиромаштени и дискриминирани граѓани во кои што на секој чекор, во секоја една институција им се прекршуваат човековите права. Не би навлегувала, затоа што веќе премногу зборуваа моите колеги, би кажала дека, за жал, областите кои што се мој фокус, тоа се и правосудството, и обвинителството, и човековите права, кога станува збор за децата, образованието, немаме никаков напредок. Исклучиво сме имале напредок во респонзабилноста на обвинителството за организиран криминал и корупција, меѓутоа, за жал, оваа обвинителка веќе не е таму. Односно, за среќа, ама не е повеќе таму истата, веројатно заради тоа што почнала да одговара односно почнала да реагира на сето она што се прави во државата, веројатно од премногу исполнување на желби и стигнало преку глава, а во другиот дел буквално немаме никаде никакво подобрување и сето она што го констатирате во врска со затворските услови, јас ќе го уште еднаш потенцирам и меѓутоа во овие препораки за кои што вие зборувате во делот на страна 53, во делот на казнено-поправни и воспитно-поправни установи, фали уште една препорака. Тоа е Министерството за правда да се заложи и итно да го промени правилникот за кој што се уште речиси една година си го префрлаат меѓу себе Управата за извршување на санкции и Министерството за правда, да го променат правилникот со кој што имаме жени кои што се дискриминирани во затворот Идризова. И тоа било така со години. Цела година претходно ние за истото зборувавме со министерот Тупанчевски. Тој ни ветуваше и ни кажуваше дека има направено работна група која што веќе работи на решавање на проблемот. Ако сакате еден проблем да не биде решен во Република Македонија или во било кое министерство, нека се формира работна група. Ова е дефиницијата по која што со години треба да се чека решавање на еден проблем. Меѓутоа, во овие препораки сте требале да ја ставите и оваа препорака. Затоа што ние ја знаеме и ја дознавме приказната за жените затворенички поради Гордана Јанкуловска, но таму не е само таа која што е дискриминирана. Таму има и многу други мајки кои што се дискриминирани и кои што ги немаат истите права како мажите затвореници. Мајки кои што не можат да ги видат своите деца. Ако немало представка, тогаш има право и народниот правобранител сам да поведе одредена постапка, заради тоа што веќе има предмет со кој што е констатирано дека истата е дискриминирана.
Овие се некои од моите забелешки, ова се дел од моите предлози за овој извештај. Се потрудив да не се повтарам со другите колеги, да го кажам тоа што го увидев од извештајот и се надевам дека од страна на председателката ќе го разработиме начинот на кој што можеме да ги подобриме нашите извештаи. За жал, многу боли кога друг се исмева на туѓата мака. И кога сето тоа го слушаме и го гледаме со сопствени очи и сопствени уши. Многу е болно ако сме од друга политичка партија да не сочувствуваме со некој кој што е дискриминиран и обесправен. Тоа не прави подобри луѓе. И треба сите заеднички да кажеме дека ова што се прави е зверство. И не прави ниту подобра држава, ниту подобар правен систем, ниту права на некој ќе бидат ускратени со ова право. 4 години некој да не може да го види насамо своето дете. Да не може да искористи услови за викенд, да не може да искористи права и за тоа што условите и самиот народен правобранител констатира дека нема детска соба. Таму нема детска соба. На ниту еден од нас никогаш, односно на никој не треба да му се посака да стигне таму и да доживува ова што го доживува оваа жена. И затоа треба да се свестиме сите. И вие, председателки, исто така да ја прифатите мојот предлог за препораката како жена да стои како еден од препораките во овој извештај, да биде изработен овој правилник, променет, онака како што исто како што се однесува и за мажите, ако ништо друго. Односно, една од препораките во овој дел да биде и оваа препорака. Јас тука ќе завршам. Ви благодарам.